Викендов за нас имаше еден циклон голем кој што го зафати целиот регион и донесе значителна нестабилност. Од скоро, веќе 2 години имаме авионско засејување на облаците. Како делувавте, што делувавте, на што се должат оние поплаки, дека имаше и покрај авионското делување, дека имаше оштетувања во Лозово, конкретно во Свети Николс? Па вака, да констатираме, значи, како што рековте, сабота и недела имавме интензивни процеси, имавме серија на нестабилни воздушни маси. На време е реагирано од Управата за хидрометеоролошки работи, значи на време биле детектирани тие од радарските центри во Ѓуриште и Тополчани, на време биле повикани авионите кои извршиле засејување на тие облаци и можеме со сигурност да кажеме дека во над 80% земјоделски посеви кои биле под ризик од паѓање град е спречена појавата на град. Тоа што се има случајно во Лозово е во касните вечерни сати, значи градот почнал да паѓа во 22:45 минути, меѓутоа ние немаме противградовидна заштита навечер. Поради технички причини можам да кажам, значи тоа е однапред пресметен ризик. Како прво, навечер многу ретко паѓа град. Во Македонија паднало 57 година, 83-та, 2001-та, последниве години може се јавило некоја во форма на суградица, меѓутоа град, поготово со ваков интензитет, не паѓа во вечерните часови, бидејќи во касните попладневни сати атмосферата веќе се изладува и тие процеси се случуваат негде од пладне до касните попладневни часови. Исто така, значи авионите кои ги ангажираме, значи нема каде ни да полетат, ни да слетат, бидејќи немаме осветлени аеродроми, освен нели Петројас аеродромот, меѓутоа таму се треба да чекаш на ред, а веќе е касно да се реагира. Значи тоа е тоа што се има случајно во Лозово. Со климатските промени се надеваме дека нема да зачестат овие појави во вечерните ноќни часови, меѓутоа ако зачестат, ќе мора во иднина да мислиме како да го решиме овој проблем. Еве, Лозово, ако го тргнеме на страна, дали примерите со другите градови, кај што гледавме слики, дури и по социјалните мрежи, поплавени улици, покажуваат токму делувањето на авионите? Еве да го објасниме кој е феноменот, како делуваат авионите, што предизвикуваат? Ајде вака да го објасниме са убави гледачите да слушнат вака по-детално. Значи методот која се засејуваат облаци се користи истиот метод сегде во светот, се вика метод на конкуренција. Значи ние со реагенсот кој е на база на сребројодит внесуваме вештачки јадра на кристализација во самиот облак. Значи во еден облак, ако имаме, да речеме, некој број на јадра и кои се кристализираат и може да добијат по обем да бидат доста големи, ние внесуваме вештачки 10 на 13 пати. Плюс. И тогаш тој метод е познат, значи метод на конкуренција, значи тие вршат конкуренција на оние природните јадра и толку се намалуваат по обем што кога паѓаат на земјата преку топлите слоеви на атмосферата тие се топат. Или во најмала рака ќе паднат како суградица или многу мали зрна на град. И нема да нанесат огромна штета, за разлика од ако бидат нели поголеми, каде и кинетичката енергија им се зголемува и значи ли дека кога ќе еден облак засејан, наместо да врне град, ќе направи порој на одредено место? Може од таму да се заклучи некоја појава или ќе си врнело порој без да било засејувањето на облаци? Па сега, видете, можно е да. Значи ние кога реагираме, она што треба падне како град, паѓа како дожд. Сега во кој обем, не би рекол дека обемот се зголемува. Значи може би тој облак носел и огромна количина на град со себе. Па со самото втечнување паднала и огромна количина на вода. Значи, мислам дека по обем е... Кој е принципот на делување, да сватат гледачите? Не значи дека авионот влегува директно во облакот, го засејува од озгоре, па тоа се претвара во дожд. Сепак, има ли случај кога не можете да делувате? Што ако се случи да ни дојде готов формиран облак од Србија, каде што не може да делувате, и да речеме само што ќе пројде граница во Куманово, ќе се истори како град, тогаш веќе не може да делувате. Кој е принципот на делување? Кога авионите практично делуваат?
Значи, нашата цел, јас ја објасних мислам, уште пред 3 години кога почињавме како пилот проект, исто во вашата емисија во Образди. Значи, целта наша е да сите облаци кои се формираат на територијата на нашава земја бидат засејани и биде спречена појава. Значи, они се формираат на височина од 3000 до 5000 метри. Значи, ако се фатат на време, значи ако се реагира на време, појавата на град ќе биде во голем процент спречена. Сега, оние облаци кои би дошле од соседните земји и кои се наоѓаат на голема височина, многу тешко се влијае на нив. Значи, многу тешко. Затоа се поризични региони како Ресен, Куманово, каде има некогаш често знае да фати оштетување и се жалате зашто не ни помогна авионите. Па да, ама мислам дека овие 2 години, еве са ова 3-та година, дека во Ресен доста сме помогнале. Така да и сега имавме и во саботата и во неделата јаки нестабилни маси во Ресен, кај што беше спречена појава, мислам дека негде со градици има паднато во градот, меѓутоа јаболката беа спасени. Исто и во Куманово е реагирано на време. Така, имавме успешно дејство. Кој е фокусот, кој е главниот фокус? Дали сте фокусирани само на заштита на посевите? Значи ли тоа дека ги оставате градовите незаштитени, еве, да речеме Скопје, ако гледате дека му се ближи град, дали ќе го оставите или и таму делувате? Значи не оставаме ништо, ги штитиме земјоделските посеви и градовите, меѓутоа по приоритет. Значи, пошто са и ограничена е бројот на авиони, значи ако приоритетни се земјоделските посеви, ако се стигне, се реагира по градовите. Колку авиони имаме, со колку рековте делувавте сега конкретно на ова невреме? Со 3. Со вкупно 396 палки можам да кажам дека ова во саботата 260, беа мислам, и тоа е рекордно запалени палки во еден ден. Тие истите палки, тоа е истото средство, е она истото што на времето го имаше во ракетите, во оној систем поранешен кога со ракети се гаѓаше облакот, па кај ќе се погоди, дали ќе се погоди? Да, истото средство и со ракетите кои се користеле во минатото, меѓутоа истото средство кое го користи целиот свет. Значи реагенс на база на сребројодите. Каде вака има заштита со авиони, како кај нас, да речеме, каква е функционалноста во другите земји од обкружувањето на? Така, значи Америка користи само авионско засејување, Германија само авионско, Австрија, Словенија, Грција само авионско, Аргентина авионско и ракетно, Србија ракетно, Хрватска ракетно, Бугарија и Романија сега треба да предат, мислам, на авионско и баш им се свиѓа нашиот систем како е успоставен, така да бара. Имаше скоро протест на земјоделци, мислам беше битолско, кои што реагираа дека заради авионите долго време име суша, не им врне дожд. Еве, предпоставувам барањата и апелите беа до вас, да не летаат авионите, им се пореметило врнежите, сега кога најмногу им треба, имаат суша. Многу барања такви, значи, меѓутоа, видете, тоа апсолутно не е точно. Значи, ние не, како прво, не реагираме на облак кој носи дожд. Како тоа се гледа? Значи, радарските центри го следат облакот. Како го гледат хоризонталниот пресек на облакот, така се гледа и вертикален пресек, и ако се наоѓа јадрото на облакот под нултата изотермност, значи минус 2, минус 4, минус 6, минус 10, тогаш тоа е град и тогаш се реагира. Ако се наоѓа јадрото при вертикалниот пресек, значи над нулата, значи тоа е дожд и не се реагира. Тама работа ние да реагираме на секој облак, па треба стотици милиони евра само за реагенс да даде. Можни ли се овие реакции да се последица на климатските промени кои што можеби не сакаме да ги признаеме, но не е оној распоред на врнежи како порано што сме го имале. Се менува и климата, па има екстремни појави на врнежи и екстремни појави на долг период на суша. Па да, секако. Еве и град во вечерните часови. Ова е што немало сега, значи ова е последица на климатските промени дефинитивно. Останувате ли на политиката веќе колку години сме со авионското, останува и натаму, ќе го напредуваме нешто, какви се плановите? Па види, секогаш може подобро, секоја година, значи мислиме како да го напредиме, меѓутоа задоволни сме од авионското засејување, значи сега немаме намера да преминеме на некој ракетен пилотите и Па да.
Оправдани ли се поплаките на жителите од Лозово дека сте ги оставиле на цедил? Не, јас со министерот за земјоделство бевме вчера во Лозово, буквално немаат никаква поплака во однос на градобината, напротив, од сите земјоделци таму кажаа дека овие 3 години откако постои противградна заштита, дека штетите им се сведени на минимум. Лозово, само ќе напоменам дека е и класичен пример кога немало противградна заштита, кога не действувале авионите, што се случило, за разлика од места кои биле градот преку ден, кај што имало противградна заштита, кај што се заштитени посевите или па во крајен случај зрната на град биле многу помали.